Клековски, дали за вас шеска, меѓу другото, решава каков ќе биде и дефинитивниот исход на национално ниво? Не, решава и тројка. Колку ВМРО ДПМН ќе оствари предност, бидејќи оно што го можам да го согледам дека пристапот на двете водачки партии колку ВМРО ДПМН ќе победи во тројка, толку да се неутрализира во шеска од страна на СДСМ, а во останатите некогаш е прашање на среќа, бидејќи ние имавме случаи за 50, за 300, за 600 гласови да се промени односот на силите. Јас не сум сигурен дека СДСМ ќе го постигне својот таргет во шеска, бидејќи ми се чини дека овие се едни од најконкурентните избори, парламентарни избори меѓу етничките албанци. 2016 имавме силна беса, силна алијанса, меѓутоа беа малку сепак во зачеток и едната и другата структура. Сега можам да кажам дека се релативно алијансата е релативно консолидирана, плюс дополнета со алтернатива од Гашик има многу сериозен предизвик. Тука е прашање и како етничките албанци ќе одговорат на денот на гласање. Дали ќе сакаат да знаат дали е ДУИ победник или алијансата победник, што евентуално би можело да доведе до концентрација на етнички албански гласови во ДУИ во алијансата. Бидејќи на крај сите се сочуваме покрај нашите лични преференции, дека денот на гласањето покрај за што би точно гласале од 14 партии, сепак одлучува и кого сакаме да видиме како победник на изборите. И може би гласачи што би се одлучиле да гласа за други помали партии, условно да кажем, да не ми дам погрешно разбар, дента ќе се одлучат сепак да гласат за некои од 4 главни политички опции.